Некои американци веќе го прават својот избор за председател со предвремено гласање во многу сојузни држави. Но остануваат гласачи кои велат дека се неопределени меѓу Доналд Трамп и Камала Харис. Јас само сакам да видам, да разберам кои се тие. Тие навистина не беа премногу вклучени, тие се нови во целата политичка клима, на двете страни. Доаѓаат од двете интересни различни потекла. Сакам да видам кои се тие и како ги представуваат нивните кандидати. Неопределените гласачи се околу 3% од гласачкото тело, покажуваат истражувањата на јавното мислење. Џон Џонсон е научен соработник на правниот факултет на Универзитетот Маркет во Милвоки, Висконсин. Многу гласачи се уште не почнале да обрнуваат толку внимание. Мислам дека кога ќе ги прашате, тоа е одговорот што би можеле да го дадат. Некои луѓе исто така во Средниот Запад може би се воздржани да ви кажат за кого ќе гласаат. Целната кампања на Харис и Трамп придвижува некои неопределени гласачи, вели политикологот Татишана Тета од Универзитетот во Масачусетс. The population of the undecided voter is shrinking. Се намалува популацијата на неопределени гласачи. Повеќето луѓе ќе се одлучат пред денот на изборите. Она што навистина ќе биде важно ќе биде мобилизацијата на теренот на Демократската партија и Републиканската партија на најверојатно екстремно блиски избори. Трамп и Харис имаат различни предизвици во убедувањето на неопределените гласачи, вели вишиот соработник на институцијата Brookings Дарел Вест. He needs to reassure Americans that one, he respects the rule of law. Тој треба да ги увери американците дека тој го почитува владењето на правото, дека нема да биде лут и хаотичен ако стане председател. Таа пак е помалку искусна. Таа зазеде позиции пред неколку години кои беа многу полиберални од политиките што таа ги застапува сега, па затоа мора да ги увери гласачите дека Камала Харис денес ќе ја добијат како председателка. Трамп, како попознат од кандидатите, има и предности и недостатоци кога станува збор за неопределените гласачи, вели Џонсон. Доналд Трамп е кандидат кој се кандидира по трет пат за председател, така што повеќето луѓе веќе имаат мислење за него. Од тој дел луѓе кои остануваат неопределени, само едноцифрен процент број на луѓе, двете партии работат напорно за да ги убедат да гласаат. Тоа е бидејќи неопределените гласачи може да ја направат разликата во неизвестните избори во сојузните држави, каде често се менуваат политичките преференции и кои одлучуваат кој ќе победи.